Да, веќе во студиото, тука со нас е нашиот колега и секако аналитичар за регионот и светските случувања кои што секојдневно ги следи. Настаните Дејан Андоновиќ. Дејан, добар ден. Добар ден. Денеска ќе поразговараме за оние два можеби нели во консултација со тебе најзначајни настани за кои што вреди да се продискутира. Да, го одбележуваат денот по настаните. Едниот се однесува оно што сепак е актуелно изминатиот период, поврзано со Косово. И нели впечатокот дека можеби тензиите се селат малку повеќе пред седиштето на Обединетите нации во Њујорк, и после вториот дел ќе поразговараме и за некои случувања во Украина. Кои малци ги подзаборавивме, ама траат. Да, но ајде најпрво со она за Косово. Еве, албанците во Соединетите Американски држави најавија протест пред седиштето на Обединетите нации во Њујорк. Тачи пак исто така истакна дека ќе кажел вистината, како што рече. Вистина, да. Така, во Советот за безбедност на Обединетите нации, па... Значи, не се сели тензијата во Обединетите нации, туку тоа е обид на Белград, тежиштето и решавањето на проблемот од Европска Унија и од континентов тука да се пресели во Советот за безбедност на Обединетите нации, каде според проценките на Белград има најголема шанса да истурка својата вистина Белград, односно да повториме дека според резолуцијата на 1244 од Советот за безбедност на Обединетите нации е уредена целиот тој протекторат Косово, кој за Белград е протекторат, а од друга страна изминативе 10 години Косово е прогласи својата независност, има голем број на земји кои го признаа независноста на Косово, а сето тоа е инициирано од завчерашните настани, кога Косово и официјално ја доби косовската армија, што дополнително ги подигна тензиите и како да влегува во финална фаза решавањето на, сакам да кажам, влегува во финална фаза на решавањето на косовското прашање по нечив терк, значи не со договор, туку со на некој начин едностран чин. Но имаме прилог да го видиме првим, па ќе го прокоментираме. На барање на Русија и Србија, Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи седница за косовската војска, на која ќе се обратат и председателите Вучик и Тачи. Ќе кажам дека го прифативме тешкиот бриселски договор и се изнесовме на наш грб, затоа што знаевме дека на Србија и треба мир, рече Вучик. Војската на Косово е формирана против интересите на српскиот народ. Таа не може да ја загрози нашата војска, но може да го загрози опстанокот на нашиот народ. Сето тоа е спротивно на тоа што го зборуваше Тачи. Тачи најави дека ќе каже дека косовската војска не е причина за страв, туку за прослава, бидејќи ја потврдува посветеноста на Косово на мултиетничките институции. Вчера Европската Унија и понуди отстапки на Приштина за да го укине данокот од 100% на српскиот увоз, но владата на Харадина ја одби, се додека Србија не го признае Косово. Косовските власти најавија и дека од Белград ќе бараат од имотот на СФРЈ, вклучувајќи дипломатски представништва, воени објекти и дел од архивата. Назад сме повторно во студиото и еве после прилогот реакцијата на Тачи дека ќе ја каже вистината, меѓутоа Вучич во една кратка изјава патувајќи нели кон Њујорк вели ќе се борел со целото срце. И што ова може да значи на една дипломатска војна помеѓу двајцата највисоки представници? Фактички двајците вие кажа истата изјава, тоа дека ќе се ја кажат својата вистина Белград, својата Приштина, својата. Во секој случај Вучич е под притисок во Белград, бидејќи решавањето на косовското прашање директно значи прво за иднината на Србија, која Косово го смета како свој дел од територијата, но и неговата политичка кариера. Тој што ќе влезе во историјата, српската историја, дека потпишал дека загубил дел на Косово, ќе биде во негативен контекст. Од друга страна, Приштина продолжува со поддршка на Соединетите Американски држави да ја избоксува до крај својата целосна независност, пак ќе повторам, последно е формирањето на косовската армија, нешто што според важечката резолуција на Обединетите нации 1244 се коси со неа. Оттаму и аргументот на Вучич дека еве Советот за безбедност нека излезе, нека процени дали сме ние, дали е Белград во право или дали е Приштина во право. Од друга страна,
косовските власти продолжуваат на некој начин со својата битка до крај. Премиерот Рамош Харадинај денеска излезе со 18 со предлог договор до земјите доставен до земјите од групата Квинта, таму се Соединетите Американски држави, Велика Британија, Германија, Италија и Франција и Европската унија, во која го кажува своето видување како Приштина би сакала да го направи договорот со Србија. Внатре има одреден број на барањата на Приштина, меѓу кои е и таа косовска армија, дека србите во Косово таа армија ќе биде на србите, но и бараат некои финансиски наследства од поранешна СФРЈ, односно да влезат во договорот на сукцесија. Иако тоа не им следува, бидејќи, да подсетам, Косово во бивша Југославија беше автономна покрајна, не беше република, а договор за сукцесија на СФРЈ се однесуваше само на републиките, 6 републики. Во секој случај тие се барања што дополнително прават тензии, бидејќи за Белград се неприфатливи. Тие барања дека Белград треба и воена одштета дури да отплати на Приштина за војната 1999 година. Интересна ова изјава на министерот за одбрана Александар Вулин, кој што ја критикува Европа, па вели доста раководите со морковот, сега фатете се за стапот кон Косово. Меѓутоа, и покрај барањата е на некој начин на Вулин, декларативно Европската унија им порача на косовските власти дека е рано за формирање на војска која што пак сепак се формираше. Пак ќе повторам, преговорите и проблемот, косовскиот проблем и неговото решавање од Обединетите нации изминатите 10 години беше префрлено на некој начин на територијата на Европа и на Европската унија. Белград не е задоволен од тоа како Европската унија го менаџира, па и коментарите не само од Белград, туку и од европските аналитичари е дека Европа покажа дека поради своите проблеми, но и поради својот начин на консензуално донесување на одлуки не успева да се справи со косовскиот проблем. Особено што во Европската унија, пак ќе повторам, има 5 или 6 држави земји членки кои не ја признаваат косовската независност, па оттаму и не даваат подршка да се реши конечно тој проблем. Дури и Федерика Могерини, представничката на Европската унија, исто така е против формирањето на косовската армија, јавно излезе и генералниот секретар на НАТО. Од друга страна, Белград ја гледа шансата да го префрли овој диалог или овој спор повторно таму од кај што тргна. Советот за безбедност на Обединетите нации, сметајќи на подршка на двете постојани земји членки, тоа се Кина и Русија, кои нескриено ја поддржуваат позицијата на Белград, а тоа е Косово да остане се уште протекторат, а не независна држава. Дејан, кога сме кај изјавата на Вулин, она што претходно го спомена Чаловски, читајќи, исто така ми падна во очи, коментирајќи законите, носењето на законите за војската на Косово, ги спомена и КФОР. Малку сакам околу ова да те прашам во овој однос. Значи, Вулин вели дека работата на КФОР била да спречи организирање на оружени формации на таа територија и дека обидите за формирање паравоени формации на северот на Косово би биле спречени за неколку минути. Но, исто така, во една анализа ми падна во очи изјавата на новиот командант на КФОР, италијанецот Лоренцо Дадарио, така, кај што истакнува дека спремни, односно подготвени се да интервенираат ако биде загрозена стабилноста на Косово, меѓутоа од она што е исто така протолкувано не ја дава поддршката за формирањето на косовската војска и според него смета дека е во погрешно време. Во погрешно време, тоа е само доказ дека и НАТО и Европската унија поради својот консензуален начин на донесување на одлуки немаат јасен став што понатаму. Ние бевме сведоци дека главниот политички представник на НАТО Јенс Столтенберг, од кого треба да тргнат сите тие одлуки, е против формирањето, а воениот командант на НАТО, генералот, не знам како беше името, тој ја поддржа формирањето на Косово, што само покажува разноликост и НАТО и Европска унија дека немаат заеднички став. Соединетите Американски држави од друга страна имаат јасен став. Тие поддржуваат независноста на Косово, формирањето на новата косовска армија. И само сакам да додадам во таа изјава, таа е многу двосмислена. Што значи тоа дека КФОР нема да дозволи паравоени формации? Дали тоа значи дека доколку ако Белград го смета косовската армија као паравоена и утре формира своја паравоена формација на северот, са хипотетички зборуваме, кон кого КФОР ќе
интервенира. Оттаму сметам дека ова денеска во Советот за безбедност на Обединетите нации би требало процесот да го врати да биде појасен. Ако според резолуцијата 1244 на Советот за безбедност донесена 1999 година на Косово може да делува само една воена формација, тоа е КФОР и се друго треба да се разоружа, тогаш сегашната косовска армија би добила на некој начин би немала легитимитет и она би била паравоена формација. Од друга страна, доколку па Советот за безбедност, како и да ќе мора да донесе нова резолуција, што е голема работа. Веќе оваа 1244... Да, тоа не се носи така едноставно. Исто така и НАТО. Ние ќе мораме да видиме дека наредниот период со формирањето на косовската армија ќе мора да се редефинира и улогата на мисијата на НАТО КФОР на Косово. Што ќе работат тие сега? КФОР требаше да ја заштити територијата, а сега, од кога има косовска армија, изјава на некои челници дека Косово треба да има армија, бидејќи треба да има своји одбранбени активности, автоматски косовската армија ќе ги преземе на некој начин улогата за гарант на мир и безбедност на Косово од КФОР. Оттаму треба да видиме како ќе изиграат големите сили. Дали ќе продолжат со притискање или ќе остават да влезе, пошто ова може да дојде до благ хаос, бидејќи сега србите во северните општини по повикот на Белград, но и самите изјави дека не ја поддржуваат косовската армија, нема да пристапуваат кон неа и дека нема да дозволат косовската армија да влегува во нивните општини. Во една глобална политика, кога Соединетите Американски држави, кои што пак условно кажано важат и за предводници на НАТО, нели? Со оглед на сите изјави кои што ги даваат американските власти, па НАТО без Соединетите Американски држави нема воена сила, така, меѓутоа, нели, кога ќе ги земеме реакциите на САД, на можеби во моментов најмокната европска држава Германија, на Турција како држава со многу мокна војска, кој што сите го поддржуваат процесот на Косово да има своја војска. Ама не е тоа јавно поддржување, Владко, тоа е треба да има, но никој за сега, освен Соединетите Американски држави, јасно не и Велика Британија, кои го поздравија. Знаеш, едно е во дипломатијата да поздравиш нешто, а друго е да даваш поддршка за тоа. Соединетите Американски држави уште од почетокот на косовскиот конфликт го е поддржува независноста на Косово. Соопштението на турските власти исто вели дека косовските авторитети имаат право, имаат суверено право да имаат оваа војска. Имаат суверено право. Тоа е исто признание за она што изненадување поддршката еве јавно од Турција? Не е за изненадување воопшто, не е воопшто, полека ќе почнат, бидејќи тие крупниве држави се обединети во таму не се прашува Турција, не се прашува Германија, не се прашува по правило според тие резолуции, таму беа мисијата на Обединетите нации и КФОР мисијата е во рамките на Обединетите нации. Значи, одлуката каква мисија и каков статус ќе има Косово во иднина, треба првин да се донесе од таму кај што почна, од Советот за безбедност на Обединетите нации. Во меѓувреме нормално е дека Приштина ќе се бори до крај да оди да биде независна, но исто така е нормално и Белград да се обиде да го спречи тоа, особено со својата дипломатска битка со која изминативе 2 месеца успеа да издействува од неколку десетици држави кои не се можеби некои големи држави, но сепак се како бројка во Советот во Обединетите нации кои го повлекува независноста. Прво ја дадоа независноста за Косово и после 5-6-10 години одлучија да ја повлечат независноста на Косово. Тоа се повеќето држави од поранешниот неврзан блок со кој Белград остана да има традиционално некакви добри дипломатски односи. Во овие останати минути, Андоновиќ, би сакала да продискутираме исто така да се пресилиме малку подалеку, односно кон Русија и Украина. Што е со она изјава на Лавров, која што денеска, Бога ми, може да се каже дека го привлече вниманието на јавноста. Одекна како бомба, морам да признам. Така, дека Киев подготвува, според нивните информации, провокации на границата со Крим, па имаш информации дека Сухои ќе... Да, десетина Сухои е високо, едно од најдобрите борбени авиони во моментов. Сухои 30, десетина такви се распоредени на Крим. Сето тоа како реакција на Москва по разузнавачките нивни информации, но и јавните изјави на челниците на Киев дека се подготвува воена интервенција на украинската армија долж граничната линија на Донбас, односно Луганск и Донецк,
каде што живеат русите, значи само за гледачите да потенцираме дека од таа страна на Днепар, каде што живее руското население кој не ја признава власта во Киев, сегашната власт. Тие поддржува онаа власт на Виктор Јануковиќ, која па беше поддржана од Москва, но со доаѓањето на Порошенко и на онаа револуција 2014 година улична, тие се обидуваат, одбиваат да бидат по законите на таа украинска власт. Оттаму украинската армија сака, односно според најавите, веќе има префрлено 60 на тенкови и тешко вооружување изминативе денови. Русија стравува дека тие се во улога на интервенција дош руско-украинската граница. Тоа го сметаат као провокација и Лавров денеска излезе и рече, бидејќи имаме такви информации, дека ќе има провокации од страна на Киев, ние превентивно ќе стационираме исто така борбена техника, 10 сухоја се ставени на Крим, каде што би требало да патрулираат и евентуално да спречат некакви инциденти. Но само сакам да докажам дека Лавров ја обвини украинската влада, но и западните сојузници, бидејќи како што вели, Порошенко планира да држи воени тензии од низок интензитет, значи да нема некои крупни борбени действија, но да има престрелки и тензии мали, за да има Западот алиби утре да воведе дополнителни санкции кон Русија. Повторно партија шах. Голем шах. Во глобалната политика, меѓутоа оно што ми паѓа во око е малце контрадикторна изјавата на Лавров. Нема да војуваме со Украина, тоа ви го ветувам, вели во интервју за Руско радио. За потоа да каже на оние провокации кои што Киев ќе ги направи, ние ќе возвратиме. Тие ќе зажалат, ова е наша земја, ова е наша граница. Сега сакам само да објаснам дека Москва и Кремљ, особено актуелната власт, не е против Украина. Тие признаваат Украина како независна држава. Они немаат прекинато дипломатски односи, нели е логично ако влегуваат во едни воени конфликти да го повлечат амбасадорот од Киев, овие да го повлечат амбасадорот од Москва. Ставот на Русија е следен, дека они ја поддржуваат Украина како соседна држава, како суверена држава и украинскиот народ, но се против, како што велат актуелните власти у Киев, во кои партиципираат неонацисти и десничари, кои имаат за задача напред етничко чистење на Украина од руското население кое не знам колкав број живее таму. Ајде гласно размислувам. Гласно размислувам бидејќи оваа тензија помеѓу Украина и Русија не е нешто ново. Со текот на годините наназад знаеме нели со Крим што се случуваше. Ма трае од Втора светска војна. Да. Сепак во фокусот на јавноста, тоа е несомнено и европско прашање. Па во Украина е во Европа, да. Зборувам од аспект на поддршката која што Украина ја добива од западниот блок. Во оваа партија шах, постои ли можност Русија да има своји објаснувања за оно што Киев би го направил се со цел да интервенира во моменти кога Европа се чини слаба, кога има своји проблеми, и тоа Франција, Германија, Брекзит, еве сега Косово и Србија, уште едно прашање. Украина е проблем, проблемот со Украина е што Русија не сака да ја предаде Украина, бидејќи Украина и е територија која е, накажаме, како тампон зона помеѓу Европската унија и НАТО со руската територија. Секи геополитички гледано, кога НАТО и Европската унија би сакале да се доближат до границите на Русија, мора да ја поминат Украина. НАТО и Европската унија и Соединетите американски држави сака Украина да ја интегрираат во Европската унија и во НАТО, особено во НАТО. Практично кога би влегла Украина е една од најголемите држави во Европа. Има околу 40 на милиони во моментов население, по територија е огромна, има ресурси. И доколку успееше да влезе Украина во НАТО, русите ќе имаат страшен проблем, бидејќи НАТО ќе беше долж незините граници. Оттаму Москва се обидува да направи тампон зона. Тампон зоната е направена на половина, на Днепар, каде што е реката. Од лева страна, односно према Европа, се украинците кои се прозападни, проевропски, од десна страна се русите. Да кажеме, тие градови Лавив, Одеса се повеќе германизирани, со пољаците се поблиски, а овие кај што се Донјацки, Луганск, се руско население. Тука е практично судирот и тежиштето на тие на некој начин конфликти и дипломатски, но тие прераснуваат полека и во вооружени престрелки. Оттаму и борбата Русија да ја задржи Украина, или оттаму и борбата НАТО и Европската унија да ја придобијат Украина. Само ќе
потсетам дека Украина требаше да влезе во НАТО, но беше блокирана од страна на Русија, бидејќи доколку успееше Украина да влезе во НАТО, НАТО ќе беше веќе на пред, да кажеме, границите на Москва. Геополитички стратегии и се она што, како што би рекол и напишал Бжежински, да, геополитичка шаховска табла. Дојде време да го привршиме, Чаловски, овој разговор. Повторно следуваат минутите, односно веќе од 16 часот е терминот за најновите информации и вестите на 1 ТВ. Со колешката Елена Джугуманова. Андоновиќ, ти благодариме повторно за оваа детална и исцрпна анализа, како нели секој ден да имаме што повеќе информации за нешто што е најважно и се случува во регионот и во светот. Со мене со Чаловски се гледате повторно во 16:45 почитувани. За сега секако проследете дневникот, односно вестите на 1 ТВ.